И покрај неизвестноста на светските пазари, растот на цените на нафтата и геополитичките тензии, владата уверува дека економската состојба во Македонија останува стабилна и дека навремено се преземаат мерки. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе биде продолжена кризната состојба, а ќе биде донесена и одлука за намалување на акцизите за бензинот и дизелот. Денеска на владена седница ќе ја продолжиме, на ворена владена седница ќе ја продолжиме кризната состојба и во рамките на таа кризна состојба ќе ги намалиме акцизите за безоловните бензини и за дизел горивата, со што колку толку ќе влијаеме позитивно, би рекол, за граѓаните, а негативно за цената, бидејќи ќе се намали. Очекувам да продолжиме и понатаму да бидеме со убедливо најниска цена на бензините и на дизел горивата. Според Мицкоски и покрај економските предизвици, домашната економија покажува позитивни резултати. Се очекува солиден економски раст и во вториот квартал од годината, преку силен раст во градежништвото, трговијата и туризмот. Премиерот посочи и дека буџетските приходи се над планираното, што овозможува редовна исплата на сите обврски. Очекувам и во вториот квартал да имаме солиден раст на бруто домашниот производ, имајќи предвид дека во април месец градежништвото беше над 40%. Трговијата исто така е двоцифрена, раст имаме во туризмот, буквално во сите сегменти и покрај, би рекол, предизвикувачката состојба, ќе биде тешко, но нема да очајуваме, ќе се бориме. Воедно Мицкоски порача дека нема простор за стравување од економски колапс, нагласувајќи дека платите и пензиите ќе продолжат да растат согласно законските решенија. Најави и засилена реализација на капиталните инвестиции, при што во наредниот период се очекува изградба на 6 автопати, како и почеток на изградбата на брзата пруга долж коридорот 10. Целта на овие мерки е да се зачува економската стабилност и да се заштити животниот стандард на граѓаните.